is blocking hundreds of ships filled with wheat in the Black Sea. So the consequences will be felt from Lebanon, Egypt, and Tunisia to Africa and the Far East. And I call on Putin to let those ships go. Otherwise, he will not only be responsible for war and death, but also for famine and hunger. Let these ships go. Оваа порака на председателката на Европската комисија може да се слушне речиси секој ден и од различни организации. Причината е што Русија и Украина се две од најголемите држави извознички на пченица, вештачки ѓубрива и други основни суровини за производство на храна во светот, а Русија е под санкции затоа што ја напаѓа Украина. Кризата се чувствува и во земјава, па владата понуди стимулации за да се одгледува пченица. На земјоделците им понуди државна земја за да садат житни култури, но и пари. За секој хектар пченица земјоделски површини земјоделците ќе добиваат 4000 денари за вештачко ѓубриво и ако остварат принос од 4000 килограми по хектар добиваат дополнителна субвенција од 5700 денари. Овие мерки тежат 6,5 милиони евра. Фармерите засега се задоволни, но не се убедени дека тоа ќе биде доволно ако пченицата на крај се откупува ефтино. Значи ние како земјоделци ако не добиеме цена која што треба да го имаме, следната година мислам дека во Македонија ќе нема производство на пченица. Останува уште месец и половина до почетокот на жетвата на пченицата, житарка од која се добива леп и многу други производи. Во Овчеполе, втората по големина житница во земјава, ова е период во кој земјоделците и комбинатите привршуваат со ѓубрењето, прихраната и заштитата на семето од болести. Но годинава, многумина немаат пари за сите работи. Нема ѓубре, не е фрлено ѓубре, скупо и тешка работа. За пченицата многу е слаба сега моментално. Предходни години поевтино беше ѓубрето, фрлеше се ѓубре, нафтата поевтина беше, изоре се 2 пати, 3 пати се изоре, па испадне нешто. Па гледај, убаво овдека е таква почвата. Нема житата толку, губаво жито 2,5-3 тона роди повеќе, тешка работа. Освен скапото ѓубриво, хроничен проблем на земјоделците од овој крај со години е сушата. Без доволно вода, житните култури се потешко успеваат. Затоа професорот Дане Бошев од Земјоделскиот факултет во Скопје препорачува да се внимава и при изборот на семенски материјал. Тој патентирал своја сорта на пченица, наречена зикава зонија. Од едно зрно се добиваат повеќе растенија. Да не става многу семенски материјал, туку од едно зрно да ми направи многу растенија. 1, 2, 15, 16, 17, 18 братимки. Као 18 зрна да сте ставили. И доста е високо е. Гледайте до кај е фазата си. За пченицата да има добар род, вели Бошев, неопходни се поголеми стратешки зафати, како на пример систем за наводнување. Најкритични моменти се секако месеците април и мај, каде што пченицата се наоѓа во фазата на вретенисување, класење и формирање на зрното. Каде има, но Северна Македонија сега нема време да гради системи за наводнување за да се надева на подобар род на пченицата. Најверојатно затоа мерките се насочени кон постигнување краткорочни резултати, преку субвенции за ѓубриво и за принос од хектар. А годишно на земјава и се потребни 330.000 тони пченици за домашниот пазар. Според податоците од Државниот завод за статистика, 2005 година е последната кога со домашно производство е достигната потребната количина. Мало приближување се забележува во 2016 година кога имало 306.000 тони, додека во просек има драстично помалку. Од 2018 година производството на пченица се движи околу 240.000 тони, заклучно со лани кога имало 243.000 тони. Од потребните 330.000 тони, околу 250.000 тони се за производство на брашно. Остатокот е за домашни потреби и за добиток. Но млиновите најчесто откупуваат само мал дел од пченицата произведена дома. Вообичаено, ниско се цени квалитетот на домашната пченица. Па кусокот редовно се надополнува с увоз на пченица или готово брашно од соседните земји, најчесто од Србија. Тамошните житници пред се во Војводина имаат далеку поголем принос по хектар отколку македонските. Токму затоа увозната пченица доскоро беше далеку поевтина. 2012 година ние како мелничка индустрија, целосна мелничка индустрија,
имавме откупено 168.000 тони пченица, значи како мелничка индустрија, која е, да кажеме, доволна негде 65% од потребите на државата. Значи збориме домашна пченица. Од тогаш навака ние не купуваме повеќе од 70, од 65 до 80.000 тони годишно, значи како мелничка индустрија, што ги задоволува 30% потребите на нашиот пазар и на државата. Тоа што е Србија во регионот, Украина и Русија се во Европа, па и светот кога е во прашање извозот на пченица и на вештачки ѓубрива. Поради војната и санкциите веќе е јасно дека ќе има недостаток, а таму каде што ја има, логично е се поскапа. Цената на пшеницата во Србија е веќе зголемена за 25 евра по тон, тоа е негде, би рекол, помалку од 10%, 8% и тенденцијата е се уште да се зголема, затоа што и побарувачката е таму зголемена од другите држави што се наоколу, значи и од Италија и од околните држави. Така да и во овој момент за овие наредни 2 месеци, 3 до жетвата, ќе имаме зголемување, значи на набавките на суровините. Што значи ако е таму зголемено 10%, нормално од сегашните цени ние што ги имаме, значи секако ќе се зголема за 10 до 20%, затоа што во нашето производство на брашно ние не зависиме само од суровината, туку и зависиме 100% од цената на електричната енергија. За производителите на пченица во земјава, најголем проблем во моментов се цената на горивата и на ѓубривото. Ланската година, 2021 во јануари, значи една вреќа, вештачко ѓубриве кошташе 680 денари. Кога дојде време негде 5-6 месец, стигна до 900 денари, а сега е 3200 денари по вреќа. Мемет Синани од Федерацијата на фармери вели дека се задоволни од субвенциите за ѓубривото и за произведената пченица. Понудата да се садат житарки на државно земјиште сепак не е толку атрактивна. Јас спаѓам во Полошки регион, овде нема. Во другите региони, кажа министерот дека има негде 6000 хектари земјиште кое ќе се дава. Меѓутоа многу парцели се во средина на други дадени парцели кај што немаат ни пат, нема пристап. Не може да носи вода, не може да носи со трактор да влези. Меѓу најважните работи за производителите е цената и начинот на кој мленовите ќе им ја откупуваат пченицата. Ако бидат неповолни, велат нема да има никаква фајда од субвенциите. Пченицата е стратешки производ заштитена со закон. Тука треба да интервенира државата и во цена. Нас како земјоделци, со сите параметри направени, од првоорање до транспортот во млин не кошта 22 до 23 денара. Во законот вели плюс 25% заработка за земјоделец. Па сега нека прават математика колку би ни дошло нас да ја продадеме. Како ќе се справи државата со предупредувањето на земјоделците ќе се види во следните неколку месеци. За сега, владата говори со оптимизам. Државниот советник во Министерството за земјоделство Трајан Димковски вели дека се прави се за поттикнување на домашното производство. Во последни 5 години имаме постојано намалување на увоз на пченица, што е добар показател. Но и намалување на производство. Ако го погледнеме производството, повеќе или помалку се држи на некаде 250 до 270.000 тони. Кога зборуваме за производство, секако зависи и од временските услови, бидејќи е на отворено, но исто така и само еден податок дека само 16.000 хектари од вкупното производство што го имаме се користи семенски материјал, односно сертифицирана семенска пченица. Димковски се согласува дека многу причини во минатото влијаеле на намалениот интерес на земјоделците за одгледување пченица, но верува дека новите мерки ќе ги мотивираат и ќе помогнат за зголемување на приносот. Нашиот план е барем за 3 години доколку го зголемивме домашното производство за некаде 30 само во принос изборуваме за 500 килограми, тоа е некаде, ако имаме просек до 3 тони, само 20%, а тоа може да се зголеми само користење на семенски сертифициран материјал со оптимално фрлање на вештачките ѓубрива. Можно е тоа да се постигне, за да може да дојдеме до некаде до 30.000 тони во наредните 2 до 3 години, тоа се нашите очекувања. До овој момент на огласот за државно земјиште за садење житни култури во ресорното министерство пристигнале над 200 апликации. Платежната агенција пак примила речиси 2500 апликации за субвенции за ѓубриво. Од нив повеќе од половината, односно 1651 се за пченица. Власта најавува дека новите мерки за субвенции ќе продолжат на подолг рок, а ефектите може да се очекуваат од наредната година. За ова се чини останува старата, што си сеел, тоа ќе жнееш.